Каде е живата од Охис? Прашање за $1 милион на кое одговор од надлежните нема. Според поранешни вработени, над 40 тони жива низ последниве десетина години исчезнале од Охис, а моментално во кругот на фабриката се уште има околу 8 тони од една од најотровните хемиски материи. Сепак, стечајниот управник не знаел за живата, вели тие не попишале таква материја од фабриката. Јас воопшто не недојдов. Значи, јас жива не затекнав, нити попишав, нити на било кој начин идентификував во кругот на Ада Охис. Според вработените во Охис, жива во фабриката се уште има, а оние кои работеле во погоните каде што се работело со неа, се со катастрофални последици. Луѓето што работеа таму се драстично беа потешки од вообичаени луѓе. Значи, сите имаа абсорбирано жива во организмот. Со тоа јасно би било и понатак. Флора и фауна околу погонот беше уништена. Еве, сега ви гарантирам, тоа треба стручни да анализираат почвата, бидете сигурни дека постои жива. Според пишувањето на медиумите базирани на документи од Министерството за животна средина, живата не се чува соодветно. Во погонот за електролиза капки од жива се распространати на поголем дел од подната површина и на опремата. Големи количества може да навлезат во подземните пукнатини или во неактивните одводни цевки. Покрај тоа значителни количества жива се пронајдени и во околната почва, како и во зградата на ќелијата. Можна делот отпадот што содржал жива да бил фрлан и во депонијата за мешан отпад. Каде исчезнала живата низ годините? Дали во почвата, подземните води? За сега останува мистерија. Она што е нов момент за опасните материи кои се наоѓаат во фабриката Охис е дека винил хлоридот, кој буквално е темпирана бомба, за 2 месеца ќе биде транспортиран во Франција, односно Германија, каде ќе биде и соодветно уништен.